Крсте Петков Мисирков. Крсте Петков Мисирков е роден во ноември 1874 година во селото Постол, Енидже Вардарско, во Егејска Македонија. Селото се наоѓа недалеку од античката македонска престолнина Пела. 6 одделенија основно училишта завршил во родното место, слушајќи настава на грчки јазик. Лошата материјална состојба на неговото семејство не му дозволила да го продолжи веднаш неговото образование. По неколку годишната пауза, Мисирков се здобил со стипендија од Српското друштво Свети Сава. Тоа биле првите закани за навлегување на српската пропаганда во Македонија, преку инсталирање на разни стипендии за образование на така наречен свој кадар, како што веќе правеле грчката и бугарската пропаганда во Македонија. Користејќи ја извесно време оваа стипендија, Мисирков сфатил дека српската буржуазија ја започнала својата грда игра. Чувствувајќи ја денационализаторската политика изразена преку дејноста на друштвото Свети Сава, тој учествувал во немирите што ги пројавиле македонските стипендисти. Потоа, со неколкумина своји едномисленици, избегал од Белград во Софија. Тоа што го дочекало во Бугарија, речиси по ништо не се разликувало од Србија. За да го продолжат понормално своето образование во Софија, македонските студенти морале да се пишат како бугари. Мисирков не го прифатил тоа. Тој повторно пребегнал во Србија, за да запише трет клас, но сепак тоа не му успеало. Во Белград, сакал или не сакал, се запишал во прва година како семинарист на Богословско-учителската школа, која имала своја посебен цел, и тоа македонските ученици да ги подготвува за српски свештеници и учители, кои подоцна би се вклучиле на македонски терен за да го пропагираат српското име. Овој пат, македонските ученици го искажале своето незадоволство. Тие кренале бунт, по кој училиштето било затворено, а македонските ученици биле испратени во внатрешноста на Србија. Така, Мисирков се нашол во Шабац, каде завршил 4 клас гимназија. Крсте Петков Мисирков, иако ја завршил гимназијата, сепак се решил повторно да се запише во друго средно училиште, Белградската учителска школа, која целосно ја завршил во 1895 година. Во ова училиште Мисирков основал ученичка дружина и ја нарекол Вардар, со своја програма која членовите на дружината во известна смисла ја продолжили идејата на така наречените лозари. Тоа за Мисирков представувало почеток на организирана национално-политичка активност која ќе продолжи околу 30 години. Во екот на најголемата борба за превласт на пропагандите во Македонија, Мисирков се вратил во Македонија, во родното село Постол. Тогаш и се запознал потемелно со македонското револуционерно движење. Во исто време собрал богат фолклорен и етнографско-топографски материјал, што подоцна го објавил во своето списание Вардар. При следното доаѓање во Петроград, Мисирков станал член на Бугарското студентско друштво и со неколкумина истомисленици го основал тајниот македонски одрински комитет. Меѓутоа, Русија се наоѓала во предреволуционерен период и руската влада го затворила Петроградскиот универзитет. Поради тоа, на Мисирков не му останало ништо друго, а и здравствено се почувствувал лошо, па заминал во Одеса. Од тоа време датира студијата, кон прашањата за народноста и причината за популарноста на македонскиот крал Марко, што била неговата дипломска работа. Во 1902 година Мисирков блескаво го завршил факултетот во Петроград.
Мисирков му станал соработник на научникот Петар Лавров, но тој жртвувал својата универзитетска кариера. Го напуштил Петроград. Добил служба во Битолската гимназија, во која се вработил како езархиски професор. Во Битола се сретнувал со рускиот конзул Александар Ростковски, кој бил познат како заштитник на рајата. Во тие лични залагања, Ростковски ја немал подкрепата на својата влада. Дури бил и предупредуван и укоруван. Турските власти во август 1903 година истенирале убиство над него и Мисирков повторно морал да замине во Русија. Во Битола работел врз планот за отворање на македонски училишта. Токму во тоа време избувнува и Линденското востание, во кое Мисирков не учествувал лично. Подоцна, во Русија, тој го образложил своето отсуство од Линденското востание со откривање на причините за неуспех на востанието. Во Русија развил широка активност, пред се публицистичка, работејќи над текстовите од својата книга на кој дал наслов «За македонските работи», како и над некои ракописи за учебници. Со цел да ја публикува својата книга, Мисирков заминал во Софија. Во тоа време доаѓа периодот кога Бугарија и Србија се договарат за поделба на сферите за дејство на своите пропаганди во Македонија. Мисирков се придружил на театарската група на Војдан Чернодрински, која имала намера да даде неколку представи на пиесата «Македонска крвава свадба» во неколку градови во Србија. Мисирков се вратил во Софија со надеж да ја подигне од печатницата својата нова книга, но сепак не одело така лесно. Имено, книгата му била откупена од тамошните власти и изгорена. Од изданието се зачувале само мал број на примероци. По таквиот настан, организиран од бугарската пропагандистичка машинерија, следел организиран напад врз Мисирков. Тој бил присилен да ја напушти Бугарија. Повторно се нашол во Русија, активирајќи се повторно во друштвото Свети Климент и набргу го прифатил професорското место во Берѓанската гимназија, каде започнал со размислување за издавање на една македонска публикација именувана како Вардар. Така Мисирков го напуштил Берѓанск и обезбедил престој во Одеса. Тој го подготвил првиот број на своето списание за печат и предал во печатница. Меѓутоа, немал доволно финансиски средства за да го подигне од печатениот материјал. Со тоа, завршило неговото одушевување. Но првиот, а воедно единствениот број на списанието, содржи драгоценни материјали напишани на македонски јазик. Тие, речиси во се, го потврдуваат Мисирков околу книгата за македонските работи и за погледите кон македонскиот јазик и македонската нација. Неговиот престој во Одеса бил исполнет со нови активности. Покрај подготовката на списанието Вардар, што се отпечатило во септември 1905 година, но не било и во продажба. Мисирков бил вклучен во работата на Историско-филолошкото друштво. Во текот на Првата Балканска војна, тој бил воен дописник од фронтот во Јужна Македонија. За време на Втората Балканска војна веќе бил назад, во Кинишев на професорска должност. Во 1913 година, македонската колонија од Петроград започнала да го издава списанието Македонски голос. Мисирков веднаш воспоставил контакти со колонијата, соработувајќи со останатите луѓе што го издавале списанието. Мисирков објавувал под свое име, но и под псевдонимот Пелски. Понатаму, Мисирков ги дочекал револуционерните настани од 1917 година. Во ноември бил избран за пратеник во Земскиот собор на Бесарабија. На 9 април 1918 година
При гласањето за воспоставување на Унија на Бесарабија и Романија, Мисирков гласал воздржано. Сметајќи го за противник, поради тоа бил протерен и од Кинишев во Одеса. Но повеќе не можел да остане во таа средина. Тој имал и семејство. Заминал од Одеса во Софија, каде го пречекале со недоверба. Сепак добил служба во етнографскиот музеј, а потоа бил испратен во Карлово. Но и понатаму му се заканувале поради неговите отворени ставови во однос на македонското прашање. Побарал да добие служба во кралството на србите, хрватите и словенците. Неговата молба останала без одговор. Оневозможен да се врати во Русија. Бил фрлен на служба во провинцијско место Копривштица. Мисирков западнал во криза. ВМРО го сметала за штетен за делото. Но по средбата на Мисирков со представник на организацијата, таа решила да не презеде конкретни чекори против него. Мисирков се разболел тешко. Претходно преплашен со закана дека ќе биде ликвидиран. Па така се нашол во Александровската болница во Софија, каде умрал на 26 јули 1926 година. Неговото семејство, неговата сопруга и син ги оставил без основни средства за живење. Според спомените на неговата сопруга Екатерина, 6 недели Крсте бил лекуван без точно утврдена диагноза, односно со предпоставка дека е менингит. По 6 недели болка и повремени несвестици, на 26 јули умрел во болницата. Подоцна е утврдено дека умрел од тумор во мозокот. Мртов, цел ден лежал во креветот, а до него била само сопругата. Немало кој да го пренесе во мртовечницата, а сопругата немала пари ни за погреб. Свеќите што ги запалила и ги донеле милосрдни сестри. Болницата понудила да го остава телото за секцирање, но Екатерина и синот Сергеј одбиле. До гробот за сиромашни во софиските гробишта го испратиле само 10 души.